Добро утро, почитувани. 9 часот и време за ново во градот. Денеска вашето внимание ќе го задржиме со Охриѓани и Кривопаланчани. Од Охрид ни се ево колегата Ристе Нековски, со него ќе стартуваме, но претходно добро утро за Ирина Белешковска од Кривопаланка. Колегите подготвени. Стартуваме со можеби она што најмногу е во фокусот на Охриѓани, а тоа е Охридското лето. Ристе, добро утро официјално, подготвени сте за Охридското лето? Добро утро, Јована, од Охрид. Зад мене можете да го видите прекрасниот дел од градот, се гледа тука од терасата на хотелот Инекс Горица, каде што секој момент треба да започне и меѓународната конференција на Агенцијата за електронски комуникации, но за тоа во некои наредните информативни изданија. Сега да почнеме со она што е најактуелно од Охрид, а тоа е манифестацијата Бело лето, со која општина Охрид символично ќе го означи почетокот на летната туристичка сезона. Сезоната е веќе започната неколку месеци наназад, но ајде ова е ден како официјален почеток, каде што сите охриѓани и сите туристи кои што на 1 јули ќе се во Охрид ќе може да уживаат во една богата програма која ја подготви локалната самоуправа. Манифестацијата Бело лето ќе започне во 19 часот, каде во предворието на црквата Света Софија, каде што концерт ќе одржи светски познатиот музичар со потекло од Охрид Владимир Василевски Четкар. Покрај Четкар, значи на манифестацијата Бело лето, свој настап ќе имаат и перкусионистичкиот бенд од Воден, групата Каранос, кои што ќе почнат од црквата Света Софија, па ќе се движат по стариот дел на градот, по Охридската чаршија, ќе дојдат до плоштадот Крушевска република кај Чинарот и потоа ќе се вратат повторно на малиот плоштад кај Долна порта, кај некогашната градска библиотека. Тука во 22 часот е закажан концертот на охридските диџеи Никола Тони и Никола From Охрид, кои што заедно со перкусионистичкиот бенд од Воден Каранос ќе изведат едно шоу, така да кажам, а тие паралелно со нив ќе бидат придружени, значи, од професионална жонглерска екипа која за прв пат во Охрид ќе изведе жонглирање со рвна лед пој технологија. Од локалната самоуправа, од секторот за туризам и локален економски развој, вела дека оваа година, за разлика од претходните години, оваа година акцентот го ставиле повеќе на домашните музичари од Охрид, а ќе понудат една шаренолика програма која што се надеваа дека ќе ги задоволи вкусовите и на охриѓани и на туристите. Вела дека оваа година се одлучиле за една промена на концептот, односно за разлика од претходните години кога имаше една централна манифестација на градскиот плоштад, овој пат да се одржува на повеќе локации како би туристите би можеле повеќе да бидат опфатени, целиот град да биде опфатен, затоа што локациите кои што се одбрани даваат еден амбиент на самиот настан. Како што кажав, централниот настан е од концертот на Владимир Василевски Четкар во црквата Света Софија. Четкар изјави дека му е голема чест и задоволство што после турнејата која што имал во Соединетите Американски држави ќе настапи пред домашната публика. Предлагам тука да го погледнеме прилогот кој што го подготвивме на оваа тема. Бело лето за почеток на летната туристичка сезона во Охрид. Оваа година манифестацијата ќе се одржи на 1 јули, а ќе започне со концертот на светски познатиот Владимир Василевски Четкар Секстет. Покрај Четкар настапи ќе имаат и групата Каранос, перкусионистичкиот бенд од Воден Грција, како и охридските диџеи Никола Тони и Никола From Охрид. Паралелно тие ќе имаат придружба од професионална жонглерска екипа која за прв пат во Охрид ќе изведе жонглирање со врвна лед поинт технологија. Концертот на Владимир Четкар ќе се одржи во предворието на црквата Света Софија со почеток од 19 часот. На денот на манифестацијата сите угостителски објекти ќе имаат неограничено работно време. Навремено се вршат сите прскања против комарци на територијата на општините кои ги покрива Центарот за јавно здравје од Охрид. Атанаско Михаилов, директор на Центарот, истакна дека завршено е со ларвицидното прскање во сите општини, завршено е првото прскање од земја, а беше направено и едно прскање од воздух. Михаилов истакна дека проблемот со така наречените бели пеперуки, чие место на живење се шумите, не е на Центарот за јавно здравје ниту на локалната самоуправа, туку е проблем на Министерството за земјоделие, кој проблем се решава со запрашување
запрашување во ларвицидните фази на шумите. Ние ќе продолжиме со прскање на деловите од градот, но тоа прскање е инцидентно и локално, а проблемот е системски и треба да го реши Министерството за земјоделие, кои се известени за овој проблем и треба да превземат соодветни мерки. Најавите се дека во моментов има зголемен број на пеперутки во Охрид, но ако се појави потреба ќе реагираме и во другите општини, додава Михаилов. Собствениците на пловните објекти подготвени за новата летна сезона. Те очекуваат убава туристичка сезона, а туристите веќе ги бараат нивните услуги. Прошетките по водите на Охридското езеро се поатрактивни за туристите. Најинтересни за странците се заливот на Коските, манастирскиот комплекс Свети Наум и Канео, кои сакаат да ги видат од другиот дел на градот. Од неодамна на Охридското езеро пловат неколку катамарани кои се едно од најатрактивните доживувања на бројните туристи кои го посетуваат Охрид. Неретко влюбените млади токму на среде езеро се запросуваат, венчаваат, регистрираат, вели младиот Матов. Гледката од брод, катамарана и кајче пленува, бидејќи на едно место може да се видат планините кои го обкружуваат езерото, а доста барани се нокните возења, додава Матов. Сите компании, микро, мали и средни предпријатија кои што имаат идеја да развијат свој бизнис, врз база на иновација може да аплицираат за добивање на средства преку третиот јавен повик на Фондот за иновации. Истите треба да постојат не подолго од 6 години во моментот на аплицирањето, а средствата кои се доделуваат се преку инструментот за поддршка, односно кофинансирани грантови. Компаниите преку овие средства ќе може да ги реализираат своите идни идеи и да допринесат за својот сопствен развој. Заинтересираноста за овие грантови е најмногу кај IT компаниите. Средствата од Фондот за иновации ги има искористено и една компанија од Охрид која во моментов е при крајна реализација на својот проект. Повикот е отворен до 1 август оваа година. Така ето, слушнавме нешто повеќе и за манифестацијата Бело лето која што ќе се одржува во Охрид, а слушнавме и за оние сите други новини кои што се во Охрид. Имено и во претходното вклучување во неделата, чи нам кажавме дека во Охрид се прскаше против белите пеперутки кои што и оваа година повторно се појавија. Од Центарот за јавно здравје кои што го извршија прскањето велат дека иако проблемот не е во нивна надлежност, за тоа е известено Министерството за земјоделство кој што треба да ги превземе овие акции, тие на нивна добра волја ја организираат оваа акција, но велат дека само со тоа тие го решаваат проблемот локално, а проблемот треба да се решава преку Министерството за земјоделство, бидејќи како што велат од Центарот за јавно здравје, живеалиштето на овие пеперутки се шумите тука на планината Галичица и околните планини кои што се во Охрид, така да ето тие на своја сопствена волја ова сезона испрскаа против белите пеперутки како би туристите кои што ќе дојдат во Охрид имаат еден попријатен престој. Исто така слушнавме и за понудите кои што се нудат тука во Охрид на туристите. Една од таквите понуди е возење со катамаран по Охридското езеро, кои што од година во година стануваат се популарни, а се и доста и посетени. Со возачите на катамараните со кои што поразговаравме, велат дека имаат и доста интересни случаи на катамараните, имено се случува на катамараните да има запросување, па романтични вечери, па дури свадби. Една таква случка е кога пред неколку години на кај Канео на 2 катамарани беше извршена една церемонија на венчавање на. Исто така слушнавме и за инфосесијата која што одржа Фондот за иновации во Охрид, на која што ги презентира можностите за аплицирање за сите оние микро, мали и средни предпријатија кои што имаат идеја да развијат свој бизнис врз база на иновација, како може да аплицираат, кои се начините за добивање на средства преку третиот јавен повик на Фондот за иновации. Оттаму кажа дека најповеќе ги имаат искористено компаниите од IT секторот, но не помалку не заостануваат и компаниите од другите индустрии, како што се електроиндустријата, машинската, прехранбената, машинската од областа на земјоделството, а исто така средства од Фондот за иновации има искористено и една компанија од Охрид која во моментов е при крај на реализација на својот проект. Повикот е отворен до 1 август оваа година. Ке се навратиме повторно на
туризмот во Охрид, понудите што ги има Охрид, што им ги нуди на странските туристи кои што сакаат да поминат дел од својот одмор тука во Охрид. Една таква е алтернативниот вид на туризам, значи кој што од година во година станува се повеќе попопуларен, луѓето го сакаат тој туризам, а Охрид нуди идеални услови за развој на тој туризам со оглед на тоа што го има Охридското езеро каде што може да се нурка, ја има планината Галичица каде што може да се планинари, да се вози точак, да се лета со параглайд, а исто така и да се возат оние офроуд тури. Една таква тура, она интернационална джип турнеја која што најавивме и претходно, се одржа викендов во Охрид. Истата беше успешно реализирана, сите пријавени на турнејата ја успешно ја завршија патеката, која што беше во должина од 80 километри земјен пат и 30 километри асфалт. Се возеше од селото, почетокот беше од Охрид, од градскиот плоштад во Охрид, па преку охридските села, се до кампот Љубаништа, каде што учесниците успешно ја завршија тука турата. Беше подготвена за време на вечерта, беше подготвена и забава во која што учесниците можеа да уживаат во охридската традиционална кујна. Предлагам, доколку е подготвен прилогот на оваа тема, да го погледнеме во продолжение. Охридскиот клуб Офроуд Охрид Македонија успешно ја реализираше првата интернационална джип турнеја. Настанот започна во 7 наутро, кога сите учесници уредно добија стартни броеви. Манифестацијата ја отвори градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачевски, пошто следеше караванско возење од стартната позиција, националната установа Григор Прличев Охрид. На првата кратка пауза во село Куратица се приклучија уште 4 джипа, кои учествуваа до крај на дводневната тура. На дводневната интернационална турнеја учествуваа представници од офроуд клубови од цела Македонија, како и од соседните земји, а секако највпечатливо беше и пристигнувањето на клубот од Полска, кои поминаа најдолг пат за да присуствуваат на оваа тура и да ги видат убавините на Охрид и охридската околина. За прв пат сме во Охрид на ваква турнеја, идеме од Прилеп, од офроуд Прилеп клубо, Гоце Доцуловски со екипа, 15 джипа, 30 души. Недојдени во Охрид на оваа джип турнеја. Патеката е одлична, добра тура, и пак би учествувале, сни биле и на други организации, али ова да сега, мислам дека е едно од најдобрите, организирана. Доаѓам од Кичево, офроуд убавините на Бистра, автомото друштво, па убавините се прекрасни. Охрид е еден дел прекрасен, што имат од две страни, се гледат Преспанското езеро и од другата страна се гледат Охридското езеро. Со 14 джипа сме, моментално, членови сме околу 30, искуството е феноменално. Јестешме з Полски, мам на име Дарек. Дојдов од Варшава, Полска. Се викам Дарек. Дојдов со мојата пријателка Беата. Прв пат доаѓаме тука. За нас е големо задоволство што сме тука. Имам 20 годишно искуство со офроуд возење. Многу сум задоволен од ова искуство и впечатоците. Би сакал да го повторам ова и во наредна прилика ќе ги доведам и моите пријатели. Турата заврши во кампот Љубаништа, каде за сите учесници беше предвидена вечера, збогатена со музичка програма и кампување. Наредниот ден учесниците имаа можност да вкусат дел од охридската традиционална храна, а денот продолжи со истражување на убавините во овој предел од Македонија. Ристе, само ќе искористам да те надополнам дека Охридското езеро е идеално за изведување спортски активности. Мирните води го возможуваат тоа, како, не знам, скијање на вода, бурдање на вода. Можеби ќе се јавиме со некоја таква информација. Ајде да ги оставиме во неизвестност гледачите. Ти благодарам денеска за накратко најновите информации од Охрид. Во петок официјално стартува летната сезона, па да направиме едно директно вклучување да видиме како и вие ќе го одбележите стартот на летната сезона. Ти благодарам, нема да те задржуваме повеќе. Ти посакувам убав и успешен ден, се разбира. Почитувани, правиме кратка пауза. Ќе одиме во Крива Паланка, зборуваме на тема грижа за стари лица во домашни услови. Останете со нас. Само за проектот Купи куќа за млади, Ход и Ход ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен, на принципот клучна рака.
Дојдете во Ход и Ход за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Ход и Ход за проектот Купи куќа за млади. Нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Ход и Ход. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. За обичните суперхерои од сега во ново пакување. Витаминка. Назад во студиото, вие сте со Ново во градот. Се вклучуваме директно во просториите на Црвениот крст во Крива Паланка. Ке зборуваме за еден голем проект на Црвениот крст, а тоа е грижа за стари лица во домашни услови. Низ тој проект не води колешката Ирена Белешковска. Ирена, официјално добро утро. Добро утро, Јована, добро утро до сите гледачи на ТВ Нова. Да, како што спомена, исклучително голем и значаен проект кој што Општинската организација на Црвен крст Крива Паланка го имплементира веќе 5 години. За овој проект ова утро говори секретарот на Општинската организација на Црвен крст Крива Паланка Дарко Пешовски, кој што е мој соговорник. Добро утро, господине Пешовски. Благодарам што се одзвавте на нашата покана. Мило ми беше. Би ве запрашала колку е значаен овој проект, од кога почна неговата имплементација и како се одвива, како тече проектот кој што пружа услуги за голем број корисници од општината од третото доба. Проектот започна септември 2011 година во три општини како пилот проект, значи започна во градот Скопје, во Велес и во Крива Паланка. Ни предстоеше голем предизвик да го имплементираме на нашата територија и да видиме како сето тоа ќе тече со текот на времето, а со оглед на денешното по 5 годишното имплементирање на проектот навистина има огромни резултати што допринесува да истиот проект и денеска да се надоградува и да се развива. Ве запрашала кој беше вклучен во проектот, колку волонтери од вашата организација, колку корисници беа опфатени? Значи, во текот на целокупниот проект, значи, го обслужуваат повремено, со зависност од донаторите. Значи, првичен донатор во 2011 година ни беше Австријскиот Црвен крст, со посредство преку Црвен крст на Република Македонија. Но подоцна се вклучи Ева на Македонија, се вклучи и општината во веќе 2 години со кофинансирање на дел од активностите внатре, значи со оглед на финансиските дел внатре во самиот проект, така се креира и активностите. Значи во текот на целокупниот период се обслужени, значи значи точна бројка 123 корисници, а во моментот обслужуваме 74 корисници, 23 волонтери, 2 медицински лица. Какви услуги им пружаат овие волонтери и медицинските лица на старите лица опфатени со овој проект и како ги селектирате лицата кои што ќе бидат корисници на проектот? Значи ги обслужуваат мобилни тимови. Тимот мобилен се состои од медицинско лице и волонтер. Значи медицинското лице се грижи за медицинските услуги, волонтерот за ситните потреби во домот, а во однос на тоа како волонтерот и медицинското лице действуваат на терен е тоа со оглед на самата потреба кај самите корисници. Кај сите корисници е различно. Така, станува збор за стари осамени лица, какви услуги добиваат конкретно?
Старите лица добиваат, значи, во медицинскиот дел добиваат мерење на крвен притисок и шеќер и нели совети, потреби од контакти со матични лекари, ако треба да се одведат до лабораторија, значи со посредство нели на таа медицинската грижа се со она што е со законско регулативи дозволиво во нашата држава, додека пак волонтерот помага во ситните нели ситни поправки во домот, читање на весници, најчесто на старите лица најпотребен е разговор, тоа е нешто најосновното што го правиме на терен. Покрај тоа одиме на прошетки, со посредство на волонтерот ни пазаруваат во продавница, значи едноставно многу нуди можности оној кој колку сака да се вложи. Значи сепак нашите волонтери се да не речам едните пионери во државата со тоа што во самиот проект се вклучени лица во третото доба. Значи лица возрастни волонтери се вклучени како извор од клубот на пензионери што функционира при општинската организација, така да ова допринесе да еден на поинаков начин и пристап во самиот проект и можеби таа успешност на проектот се баш темели во тоа што волонтерите имаат многу посериозен пристап во одвивање на тие активности што се во делот на самиот проект. Бих запрашала, дали се опфатени само лица од централно градско подрачје, дали се тоа лица кои што ги детектирате со помош на нивните матични лекари или со посредство на останати институции? Значи, буквално во самиот проект се вклучени сите институции, значи бидејќи мораме да соработуваме и тоа не е основната дејност, значи да соработуваме со сите бидејќи најчесто добиваме информација од Министерството за труд и социјална политика, подрачното деление во Крива Паланка преку локалната самоуправа, матичните лекари, значи едноставно еден комплекс на секојдневна комуникација за успешно одвивање на сите тие активности што се внатре во самиот проект. Значи имаме потреба интервенција кај некој корисник, интервенираме, они го имат истиот тој детектирано во нивните архиви, така да во константна координација и комуникација сме со истите. Како вашите волонтери кои што рековте дека се пионери во овој проект беа обучувани? Значи ли тоа дека одредени познавања претходно мораше да имаат во таа област, можеби медицински услуги, можеби помош? Да, значи нашите волонтери поминуваат годишно по една обука, значи по 3-дневни обуки каде се ревидентира нивното знаење, секако да, значи првичната обука за да бидат дел од проектот и волонтери, значи поминаа обука за психосоцијалната поддршка на старите лица, со поддршка и помош од Црвен крст на Црна Гора, исто така на Црвен крст на Бугарија, работеа на адвокативноста на старите лица, така да многу се вложува во овој дел и многу се развиват програми и активности што едноставно допринесуваат за да даваме на старите лица едно подобро утро, на лицата од третото доба. Така, интересно. Јована, дали имаш некакво прашање по однос на оваа тема или да продолжиме ние со нашиот разговор? Ирина би се задржала на волонтерите. Дали има ограничување во возраста, од колку до колку смеат тие да имаат години, нели, за волонтерите зборам, и ме интересира најмладиот волонтер, значи најмладиот, колку младите се инволвирани и заинтересирани за овој проект, колку години има? Така, прашањето е дали има одредена возрастна категорија која што граничи во ова вклучување во проектот? Дали има млади волонтери заинтересирани и вклучени во овој проект и кој е најмладиот волонтер, можеби кој е највозрастниот? Има ли возрастна граница кој се може да волонтира во овој проект? Значи во овој проект да, значи отворена е желбата нели за помладата, така да од тие 23 волонтери што ги имаме во моментот што ги обслужуваат нашите 74 корисници, 4 се младинци на возраст од 18 до 22 години. Така, додека за повозрастните имаат ли ограничувачка возраст во која рамка се движи нивната возраст каде што би можеле да се вклучат? Мислам дека за помош и за хуманоста, нели, да се изнесе на дело, мислам дека годините од секогаш не се представувале пречка, бидејќи оној кој сака да помогне може да помогне додека може и тоа може на соодветен начин и на начин на кој најдобро го прави, бидејќи ние сме сепак организација заснована и нашиот темел е волонтерите, волонтерството во самата организација.
Така, Јована, слушнавме дека и помладите и повозрастните сите може да бидат вклучени. Ви интересира уште некој дел од овој проект или може и да надополниме по однос на оваа тема дека Австрискиот Црвен крст кој што го финансираше проектот продолжи со негово финансирање, задоволни се инвеститорите, задоволни се и останатите институции кои што помогнаа. Може да продолжите господине Пишовски. Така. Господине Пишовски, кажете ми, првичното имплементирање на проектот допринесе и успешно негово имплементирање придонесе за дополнување на финансиските средства за заинтересираност на останатите институции, така? Да, така, значи самото поставување на самиот проект во овие три општински организации, да денеска истиот проект функционира во 6 општински организации, во еден дел се е финансиран Австрийски Црвен крст, во друг дел се вклучена Ева на Македонија, во еден сегмент, во еден дел исто така вклучени градот Скопје, нашата локална самоуправа во нашиот дел, значи во действувањето на Општинската организација на Црвен крст Крива Паланка, тука е исто ути компанијата од поново време вклучена, така да во моментот во проектот се одвива во 6 општински организации, тоа Крива Паланка, Велес, градот Скопје, Кичево, Дебар и Струга. Така, благодарам господине Пишовски за сега. Јована, јас би предложила овде да погледнеме како всушност изгледа овој проект за кој што говориме цело време на терен. Се враќаме по изјавите кои што ги приготвивме. Ние бевме едуцирани 3 дена во Струга, ни беа дадени насоки како да им помогнеме на овие лица. Оваа популација е после 6-та, 7-та или 8-та деценија доста ранлива, доста осамена, со кревко здравје и така натаму. Треба многу добар приод, треба да се знае како да се услужат, како да им се прииде, затоа што нивното расположение се менува од час во час. Едно најубаво за нас стари това е. Како ние што сме осамени, сама сум како што ме гледаш у 40 дида, не виду, шикер висок, притисак висок. Кој е време да го повикнеш на телефон, у тој време ќе дое, било ноќ, било ден. Срце, душа е. Многу сум задоволна, многу сум задоволна. Не се оставени, не се препуштени самите на себе, бидејќи се работи обично за стари, изнемоштени, осамени лица. Принципите на хуманоста и солидарноста, кои мислам дека се навистина покажани во една голема мерка во самиот проект Грижа за стари лица во домашни услови. Многу сум задоволна. Значи, 100 пута могу да кажам, хвала и благодарност. Многу се луѓе трудат. Само пофани зборови могу, бар ја. Од мојата страна сум јако задоволна. Најтешки моменти, као да е некој осеќао да ја имам потреба од некога. Они су дошли у прави моментот кад ми е најтешко било. Немој да се деси да укинете што ќе правимо. Ми такви закасотени. Многу сте златни, многу сте така хумани. Кога сте стари вака како мене немочни, многу е тешко, нема кој да ве услуша. Не можам да станам. Еден пат ме посетуват и јас кога имам обично да ми купат лекови, некој пат и вестник ги пратам да ми купат. Купуват ми пресата, купуват ми, да речем, некој лек, сум го завршила и да не сам го завршила, кад знам дека ќе дојдат, а ќе ми треба за 2-3 дена, јас го купам напред. Јас с нив се радувам кога ќе дојдат. Имавме можност на терен да погледнеме како волонтерите им помагаат на овие стари лица, што се значи имплементацијата на овој проект. Тука до мене мој соговорник накратко ќе ни образложи првичниот координатор на овој проект, госпоѓата Анка Стојановска, поранешен секретар на Општинска организација Црвен крст, сега пензионер, член на волонтерскиот тим кој што е вклучен во овој проект. Господја Стојановска, кажете ми колку им значи овој проект на старите лица од нашата општина и како вие конкретно бевте вклучени во истиот? Во почетокот бев вклучена како секретар на Општинската организација и координатор на проектот, а сега сум член на волонтерскиот тим. Проектот на старите лица им значи многу. Ако имаме во предвид дека се до сега обслужувани 124 месечини, кажавме, корисници, некои од нив од самиот почеток, значи 5 години континуирано, некои се вклучиле
од почетокот, па за жал починале, природата си го направила своето, некои се вклучиле покасно, така да сите тие корисници на проектот имаат соодветна соодветна потреба од тој проект. Осамени ли се? Им значи ли ваквата посета? Староста и осаменоста идат заедно. Посетата им значи многу, со тоа што, како што ја започнав пред малку својата мисла, секој корисник има свој живот, своји желби, своји потреби, свој степен на можности здравствени и неможности. Секој волонтер има своји капацитети, така да ситуацијата е богато шаренолика. На некој корисник доволен му е само разговор. Ако сакаш нешто да му помогнеш околу миење садови, околу нешто, му влегуваш во неговата сфера. Некои корисници со нетрпение очекуваат да им се испазарува, да се одведат на лекар. Некои бараат само разговор и разговор. И најдобро ќе го потврдиме тоа со нивното искажување, да не сте вие, нема кој да ми влезе во куќа и со кого да направам муабет. Така да проектот како проект нуди многу можности, широка лепеза на можности кои зависат од желбите, од потребите на корисникот и од иновативноста на волонтерите кои што се вклучени во него. Вие сте и тоа баш и инвентивни, и креативни, и постојано им го разубавувате животот на овие лица од третото доба во општината. Јас би се навратила, Јована, на разговорот со господинот Пешовски, да споменеме, би го заокружиле овде овој проект, кој што е исклучително важен, има време, ќе говориме за него, проектот се уште трае. Би ве запрашала конкретно, кои активности во моментот се одвиваат во вашата општинска организација? Имате ли нешто што особено би истакнале? Актуелно беше периодов, доделувате и хуманитарни пакети за ранливи категории лица од општината. Да, од неодамна, значи, со посредство на Црвен крст на град Скопје во соработка со Министерството за труд и социјална политика е обезбедена хуманитарна помош, донација од Агенцијата за запленет имот, која се дели преку сите општински организации на националното друштво. Нашата општинска организација е во текст од делење на таа хуманитарна помош. Исто така во изминатиот период поделивме нешто, во наредниот период исто така, значи таа помош е надоградена плюс уште со од општинските резерви, така да со оглед на тоа што има потреба во моментот на нашите сограѓани во општината, излегуваме во сусрет. Покрај овие активности, Јована ја начна темата за младите волонтери. Мора да споменеме вашиот круг на млади волонтери и тоа како широк, голем и многу активен. На полето на младите волонтери, што се случува? Активни ли се периодов? Ќе организирате ли нешто летниот период? Што предстои? Да, значи летниот период е тој период што е така позначен за младите и покарактеристичен за нив, значи со тоа што постојат нели така наречените младинските летни кампови. Нашите млади, да, навистина се за почит и за ептен давање на внимание на нивниот волонтерски ангажман внатре во организацијата, бидејќи навистина без присуството на младите не би биле тоа денес како што сме како организација. Внатре зборам за нашата општинска организација, значи во наредниот период има некои најави дека наши младинци ќе бидат присутни на еден меѓународен летен камп во организација на Црвен крст на Бугарија, општинска област Кюстендил. Имаме наши представници таму, кампот ќе биде на темата нели за првата помош, додека пак ние како општинска организација изминатата недела, четврток, донесовме одлука да се организират летен младински камп кој ќе биде во периодот во месец август, почетокот на првата недела, а сега за неколку дена двајца представници на општинската организација ќе присуствуваат на националниот камп, летен младински камп.
Така ви благодарам. Мислам дека исцрпно ја прикажавме и вашата работа, работата на организацијата и бенефитот на пред се за она за што постоите, бенефитот на нашите сограѓани од најмлада до најголема возраст. Јована, јас овде би го заокружила нашето јавување од Крива Паланка, од нашата општинска организација на Црвен крст, каде што мора да споменам и јас сум волонтер, инаку мора да кажеме дека сите оние кои што ќе се одлучат ова лето да се разладуваат на градскиот базен во Крива Паланка, општинската организација на Црвен крст Крива Паланка редовно организира и обуки за спасители на вода. Минатата година беа обучени 3 лиценцирани спасители на вода. Крива Паланка има одличен отворен базен каде што сите млади од општината во текот на летниот период се разладуваат, па еве една отворена покана, безбедно ќе можат да го прават тоа. Ирина, за успешноста на овој проект и за се она што вие зборувавте, навистина говореа на смеаните лица на корисниците на проектот од третото доба. Значи тоа беше доволно да се каже само нивните насмеани задоволни лица колку всушност значи овој проект. Се надевам дека се повеќе млади ќе се вклучат во помош, се разбира, за грижа за стари лица. Ти благодарам за денешното вклучување. Благодарност до соговорниците. Ти посакувам убав и успешен ден. Се гледаме сигурно во некое наредно вклучување неделава. Почитувани, ви благодарам вам за вниманието. Ова беше вторничното издание на Ново во градот. Утре повторно во 9 часот ви закажувам средба, а до тогаш Телевизија Нова е вашата фреквенција. Веднаш помене Културама, а потоа колегата Иван Лазаров веќе се подготвува точно во 10 часот за информативниот преглед. Останете со нас.